Добро вечер. Долго најавуваната резолуција за црвени линии од страна на опозицијата конечно беше обелоденета вчера. Реакциите првични на власта се очигледно познати, но моето прво прашање не е ова непотребен обид во изборна кампања да се внесе евроинтеграциите и прашањата за Бугарија сега? Па сигурно дека политичките партии нема да можат јасно да зборуваат за своите ставови околу евроинтеграциите додека трае кампањата за локални избори. Како политички потек можеби единствено има смисла за СДСМ да ја истера ВМРО-ДПМН на чистина, односно да нивната најава е во резолуцијата дека ќе предложат и првата фаза веднаш да се гласа првата фаза од уставните измени и со тоа ВМРО-ДПМН евентуално да ја одбие првата фаза, па СДСМ да добие некаков политички поен, демек во смисла тие се проевропски, а ВМРО-ДПМН не. Но тоа ќе се случува се после изборите. Се случува после изборите. А штетата на СДСМ би била за време на изборите повторно на реторика на предавници, на непредавници и така натаму. Па двете политички партии ВМРО-ДПМН застана во гард кон резолуцијата. Имајте предвид дека во резолуцијата има некакви постулати таму. Историска неправда во процесот на евроинтеграции, да нема повеќе билатерални прашања, за идентитетот не разговараме, што се окей позиции во таа смисла, но нема механизми како тоа би се спровело. Ние велиме да има гаранции дека нема да има нови услови, но нема предвидено механизми кои би биле тие гаранции, дали заклучок на Совет, анекс на преговарачка рамка што од протокол 3 и така натаму и така натаму. Прашањето ми е повеќе во насока колку е тоа на штета на опозицијата во овие избори, затоа што ако бил да објавите предлог резолуција на таква тема на 2 дена пред изборна кампања, или треба да очекувате дека ставовите кои се напишани таму ќе ви донесат некакво подобрување на позициите што ги имала истата политичка партија во поглед на тоа прашање претходно, да речеме, или пак свесно да ви донесат штета на изборите? Мислам дека СДСМ е во процес на консолидација на собственото гласачко тело. Тие има веќе голем губиток на претходните парламентарни избори. Мислам дека сметаат, можеби анкетите им покажуваат дека тоа што е останато кај нивното гласачко тело е тврдо за ЕУ и за уставните измени. Можеби тоа е некаква логика позади ваквата резолуција. Добро. Според вас, како е структурирана, што е она што може да биде основа, да речеме, бидејќи премиерот прво вчера рече дека ние ќе предложиме после избори друга резолуција, ова е отфрла како со неколку точки кои што смета дека се нели на линијата на повторно распродавање на националниот идентитет, може ли таа да биде основа за некаква друга заедничка резолуција? Било која иницијатива која ќе донесе заеднички став помеѓу опозицијата и власта околу наредните чекори визави евроатлантските интеграции, добре дојдена иницијатива. Па нека и се разликуваат на почеток многу. Инклузивниот политички диалог е неопходен таму, бидејќи ние се додека имаме партија која би прифатила нешто што другата партија не би прифатила, ние немаме преговарачка позиција. Тоа што го гледам во предложена резолуција на СДСМ и првиот одговор на премиерот, односно ВМРО-ДПМН, има некои работи каде што се поклопуваат. Тоа е дека за идентитетот не се разговара, дека не сме да има понатамошна билатерализација на преговорите и дека е потребно ова да биде последен услов за Македонија, за последен билатерален услов за влез во ЕУ. И тука се согласуваат двете партии, но има разлика во механизмите. Тука дивергираат. Резолуцијата на СДСМ веќе почнува да зборува за механизми како тоа би се спровело, додека одговорот на премиерот и ВМРО-ДПМН беше за гаранциите како тоа би се гарантирало од страна на Бугарија. Вклучување на македонец во тој комитет за малцински права, почитување на пресудите во Страсбург и така натаму. Значи, ВМРО-ДПМН е повеќе фокусирано околу тоа како ќе се гарантираат тие позиции, а СДСМ повеќе фокусирано околу тоа како би се спровеле уставните измени. Тоа се две диаметрално различни позиции. На крај ќе се сведе на капацитетот на политичките партии за политички диалог и да може да најдат некаква заедничка позиција, инаку резолуцијата не е ни прва ни последна и добро е да се разговара за заедничка позиција. Може некаков компромис постизборно на оваа тема? Јас сум песимист по тоа прашање, бидејќи многу се далеку почетните ставови на двете партии. Можеби тоа е најголемата грешка на СДСМ во пуштањето на оваа резолуција во овој момент, затоа што близината на локалните избори ќе ја направи власта да биде во гард за таа резолуција, бидејќи е многу
во фокусот на политички поени сега во предизборите. Кога тоа би се случувало, поднесувањето на оваа резолуција, кога би се случувало после изборите, мислам дека са поладни глави би разговарале партиите. Вака не сум многу оптимист дека ќе најдат заеднички јазик. Во тој текст има и една временска рамка, чинам, во процес во кој што треба да се заврши тие уставни измени. Тој временски период е логичен, или е многу краток, како што е зададен таму? Па уставните измени кај нас траат помеѓу 90 и 100 дена ако ги пресметате трите фази. Првата фаза со двотретинско мнозинство, утврдување на потреба за менување на уставот, па потоа втора фаза уточнување на амандманите. Таа е со просто мнозинство и трета фаза самата промена на уставот, таа е повторно со двотретинско мнозинство. Заедно тие три се некаде околу 100 дена и гледам дека резолуцијата на СДСМ е фокусирана на таква една временска рамка. И тоа е се окей во смисла на процедура, меѓутоа за да може да се почне, тоа треба да се донесе некаков политички консензус претходно. Гледам дека имајќи ги предвид локалните избори, тврдиот став на владата по резолуцијата на СДСМ, тешко дека таа временска рамка ќе може да се исполни бидејќи нема доволно време за диалог, додека не се донесе заедничка некаква позиција. Логично ли би било, да речеме, постизборно СДСМ сама во собранието да ја поднесе оваа резолуција? Јас мислам дека тоа не е исклучено, напротив, мислам дека е тоа веројатно сценарија, бидејќи тоа би ја натерало власта и ВМРО ДПМН да донесе став по тоа прашање. Одбивањето на владата и на владачкото мнозинство да ја гласа првата фаза на уставните измени, тоа е утврдување на потреба дека треба уставот да се менува, мислам дека СДСМ се надева дека тоа ќе ги обои како противници EU опоненти и дека тоа можеби ќе им донесе на СДСМ некаков поен кај меѓународната заедница, односно кај EU. Пресметна на ризик ли е дали сите албански политички партии, останатите политички групации у парламентот на некој начин би ја поддржале или би застанале на страна на мнозинството? Јас мислам дека ќе биде многу голем предизвик за албанските партии да одбијат било каква иницијатива која е поврзана со менување. Дали Влен како ќе се постави? Дуи веројатно би ја поддржале. Не верувам дека Влен ќе може да си дозволи, имајќи предвид својот нивниот предизборен наратив за тие фамозни 6 месеци за да се мрдне нешто за евроатлантските интеграции. Мислам дека ќе биде тоа предизвик внатре во владеачката коалиција, бидејќи Влен нема да може да си дозволи да ја одбие анблок таквата резолуција. Знам, претпоставам дека не знам, знам и левици имаат тврдо прашање по тоа. Тие воопшто не им пречини да застанат преговорите со ЕУ до недоглед. Добро, изминативе година и половина, а може би веќе 3,5 години од 2022 година, Македонија е во некој застој после одлуката за симнување на ветото од Бугарија и прифаќањето од Македонија за уставните измени. Дали ова е изгубен период, овие 3,5 години на патот на евроинтеграциите, или пак е период на тестирање на македонскиот капацитет да може да се избоксува сепак некаква подобра позиција во Брисел? Ние не можеме да избоксуваме подобра позиција од онаа што е веќе напишана во преговарачката рамка. Со се протоколот 2, колку и да не ни се допаѓа. Единствен начин тоа да се случи е ние да ги прекинеме преговорите и да побараме да преговараме за нова преговарачка рамка. Во таа смисла апсолутно изгубено време и во една геостратешка ситуација во која безбедноста на европскиот регион и концентрацијата на прекашувањето на влијанието во Западен Балкан треба да не изфорсира тоа прашање да го затвориме што е можно побрзо. Значи, доаѓаме во ситуација кога светот повторно ќе стане мултиполарен. Не треба тоа прашање да го држиме долго отворено. Да, разбирам, владата има едни позиции, кои се гаранциите, кои се неопходни, опозицијата има позиции, кога тоа треба да се случи, треба да седнат заедно да се договорат и нешто по тоа прашање да направиме. Треба да имаме една малку по-проактивна политика. Ние не можеме да го смениме тоа што сме го прифатиле. Односно, не ни гледам дека некој вели ќе отфрлиме преговорачката. Да, и она што го вели денеска исто премиерот е дека ние прифаќаме се, но остануваме на ставот дека сакаме чист пат до членство во Европската унија. Знаете како, ама ЕУ на тоа вика, вие ја примивте фактурата, ја потпишавте фактурата, платете ја фактурата, па ќе разговараме понатака. Значи, во таа смисла, тоа што ние можеме да направиме е да биде политичко самоубиство со Бугарија. Откако ќе ги направиме уставните измени, повторно да не блокира по било кој контекст. Тоа можеме да го направиме. Можеме да побараме од Бугарија да се изјасни малку поексплицитно дека сите отворени прашања билатерални се веќе во преговарачката рамка и во протоколот. Имаше две такви изјави. Резолуции парламентот ги донесе.
Тоа можеме, но повторно ќе се сведе на политичка храброст дома и на некаков инклузивен политички диалог. Имаме ли ние јасна перцепција дали Европа у моментов ги разбира нашите позиции што ние бараме? Ама Европа емотивно ги разбира нашите позиции. Но ние имаме подпишано обврски. Ние имаме подпишано преговарачка рамка, имаме подпишано протокол 2 и имаме подпишано обврска и прифатено за менување на уставот, која при тоа формално не ја ни отфрламе. Ние ниту ја одбиваме, ниту ја спроведуваме. Така што се додека ние не се разјасниме, дури можеби во некоја смисла е подобро да отврлиме преговарачката рамка и да видиме дали можеме да добиеме нова. По мене таа нова би била полоша, но и тоа е став подобар, него ставот не правам ништо, ниту отфрлам, ниту спроведувам. И во тој контекст, иднината на регионот, можно ли е, ако на подолг рок ние останеме на оваа тема, чинам дека евроинтеграциите некако како да не се приоритетни општата јавност изминатава година, многу малку се зборува. Можно ли е да сепак останеме во друштво со Србија и Босна? Видете, во моментот тоа е најверојатното сценарио. Најверојатното сценарио е дека сегашниот апетит на ЕУ за проширување ќе направи да имаат повеќе енергија за Албанија и за Црна Гора и дека тие земји до 2027 или до 2030 сепак ќе ги завршат преговорите. Меѓутоа дека тој апетит ќе се засити тогаш. И ако ние не скокнеме на тој воз, дека ќе останеме сепак за едно ново време, можеби за некоја нова Европска унија, во која нема да биде еден круг, ќе бидат два круга, не со исти права, не со исти обврски, членките и така натаму. Добро. Мој вечерашен гостин Петар Арски.